Ти си млада, ти си сладка, немој да ме враќаш по мене. Спие номад стар, мене место не ме фаќа. Кога место не ве фаќа, како во песната, тогаш одличен предизвик е дестинацијата Вија Македонија. Од било каде, но не случајно до Штип. Низ него со песна, виолина и спомени не води нашиот Никола Јанков, Коки, човек со душа калдрма и срце исарско, кој најубавиот мастрав ни го даде во марама од времиња. За нас, тој заборав ставен на гради е превес под кој нежно се чуваат тајните на една младост во градот полн со љубов. А за неа, колку треба да се плати за да биде денес вчера? Нема цена, но затоа има безброј сеќавања. Рече дека уште како мал, нели, си возел, ти се случувало ли да го крадеш автомобилот на таткот? Не, брат имаше еден обид, успешен, а јас морав да кјутам тогаш, пошто бев помал. Ја имавме тогаш една Citroen Diana 6 плавата. Таа има во спотот. Во спотот, тоа сакав да те пратам. Во песна стара. Ама јас морав да кјутам, оние направи таа белја, не сум го направил тоа. Не сум некој белјачи. Морам да те охрабрам, велиш додека имам нерви. Имаш нерви, тоа челюстни. Не се изнервира ни еднаш додека возевме по овие тесни улички, значи добар си, уште долго ќе тераш. Видите, ја возам од дете, значи многу сум сакал да возам. Па не знам, од кога знам за себе, јас сум сакал тато дај ми да возам, па во него, па после кој ме поднаучи. И обично, знаете што, кога треба да патувам негде на настап, на свирка и така натаму, јас тој саат-два дур возам. Јас знам уз возење знам да се опуштам, да се смирам, да никој да не ми зборува, да вако, за да добијам, да речеме, уште една мала доза, така да добијам сила која ќе треба да нешто да се настапи некаде. Така да уживам јас. Се помалку, порано многу возевме, сега малку се скратиме, нели, релациите, повише сме овде во низ Македонија, порано многу возевме, низ цела Европа, Србија, Бугарија, сегде одехме, настапувавме. Ама за мене саат-два е ништо. Онака да се прошеташ до продавница. До овде. Да. Рече дека внимаваш што јадеш, ама јас сега не можам нели да се воздржам, а да не ти речам секаде ме однесе. Така да, на пастрамајлија не отидовме. Ќе одиме по Маломор. И ќе пробаме или ќе гледаме само? Ќе загледаме уголо, ќе загледаме од сите страни, ќе после ќе. Мора да има некој обичај, нешто ќе ми кажеш, ај таму ќе ми раскажеш за пастрамелијата. Може, ајде. Одиме таму. Штип е мал, но есенцијален, академски град, со музичка традиција од скоро еден век, уште од првата опера Палјачи од Сергеј Михајлов до 36-тиот Макфест. А помеѓу нив, уште издивнуваат старите и новите времиња и ароми. Напролет мириса на цреши, а секогаш на пастрамајлија. На младенци и јадет од четрсе, пирка на пишии и ракии. Град чие недвижно наследство и уникатен ритуал го препозна и заштити УНЕСКО. 40 камчиња, што за дочекот на пролетта се фрлаат од дисерот кон Брегалница, оние познати четрсе, му носат среќа. А пак штипскиот дијалект е толку приемчив и опасно симпатичен. Тој е дел од харизмата на градот, на која никој не останува имун.
освојува со највкусни пастрмајли, најдобри журки, отракани моми и фраери кои се паметат. Духовит со интелигентен штипски хумор. Секое мало си е посебна приказна со погодено име. Леваци, деснаци, сењак, промаја. За штипјани се мала со табиет. А оние постарите како стар конак, Исар, Кадидере, бабите, се полни со легенди и преданија. Штип е стар по мудрост, а млад во душа. Секогаш, во секој поглед, модерен, авангарден и перспективен. Мераклија за самба, джез, рок и се што е жестоко, а сепак суптилен. Град на серенади, кандилце во истокот на Македонија. Јас се сметам себе за многу нормален и едноставен човек. И човек што може да се задоволи со многу малку. Малку треба да среќа. Па да. Реално, километражата милионска, можам да кажам. Па да, многу луѓе знаат да се изгубат, многу луѓе знаат да направат се што со својот живот. Знаеш ли колку километри имате извозени, колку жици имате скинато? Не, милионски си километрите. Ова е домот на културата. Одиме? Ајде. Епа дојдовме пред домот на културата. Ајде. Аца Шопов. Да, 96-та, првите спомени. Прво место ти паѓа, онака што ти паѓа на памет. Искрено. Да. Оние дечињата кои што стојат овде во големи групи што бараат потписи. Јас сум бил такво дете, сум се моткал овде кога Маквеско почна да се, мислам, кога старташе фестивалот. И после тоа се препознав јас во тие дечиња кога трчав јас овде за потписи и еден куп деца, гледка прекрасна. И замислете, бараат автограм. И после тоа ни се случува и на нас. Што ми се случи мене? И после... Види, ја ти кажам дека и мене ми бараат. Да сите бараат, они се многу интересни. Да. Ова е службениот влез, Да, од овде влегуваа сите пејачи, па внатре беа оние подготовки, па дружби. Да. Кои дружби повеќе ги паметиш? Ови овде Или во кафанчињата? позади, да. На Па пастрмајли. да, и овие во кафанчињата, тоа е, знаете, ние сме таква, уметниците имате една како да кажам, една уметничка боемска жичка и тоа е се дел од нас, тоа што не следи нас. Ние сакаме да седнеме, сакаме да зборуваме, да раскажуваме до касните, до ситните сати, таков е нашиот живот, да. Докато тога се отвараат тие теми за вакви музики, такви песни, онакви и затоа. Да, Аца Шопов, како што има кажано дека да закопаја тишината, па таа ќе проговори. Овде има се, само нема тишина. Овде, кога е Маквес? Ќе проговори еден ден, да. А би се вратил ли онака соло да застанеш да го... Да, јас застанав, тоа ми беше една голема провокација, една така, да натачна една потреба да се појавам сам. Јас пред 2 години излегов тука со Бела Ајта, Коки и тајфата, една убава песна, да пробам како е тоа напред на таа сцена, на тие даски, како е сам да застанеш, да испееш песна. Тоа ми беше еден голем предизвик и јас сум задоволен, значи таа жел да си ја исполнив. Па ќе видиме се понатаму. Таја вода бистро пред коња, таја вода студена. Мене ме чуди дека рече денот го почнуваш со овошје. На масава има се, само нема овошје. Добро, зеленчук има. Таква емисијата сега, не може да глумиме сега, што е убаво, така. Ме донесе овде, предпоставам не случајно. Па да, ова е една од постарите кафани, мислам ресторан, може би повише од 40 години. И храната е супер, терасата и така, една многу добра локација кај што секој поминува, заминува, а некој останува.
Па ние ќе си поседиме денеска. Ќе си поседиме. Сега јас знам бидејќи нели кога сме доаѓале овде на Макфест, ова ни било последна станица пред тргање за Скопје, зимаме пастрмајли и ги носиме. Така е, уште е така. Кажи ми, сега повеќе градови имаат нели пастрмајли како свој деликатес го нудат и сите за својата велат дека е најдобра. Предпоставам дека на Штипенец ако му кажеш дека е подобра од некој друг град, нели може нешто да се случи нешто лошо. Не, знам дека е така, мислам тоа е во ред, секој на свој начин, сега да не спомнуваме нели од градови, Велес, Кратово и така натаму. Но меѓутоа генерално најпозната е по мене во Македонија штипската пастрмајлија. Што значи тоа? Тоа значи дека во постаро време имало 2-3 фурни овде во градот. И од вечер фамилијата ќе си го спреми место, ќе си зачини, и обавезно ќе си стави една лажица маст, тоа е свинска маст. И сабајлево, да речеме, пастрмајлија не се јадеше понеделник, вторник, се јадеше и сабота или недела. После сите дома, поготово недела. И сабајле ќе си застанеш, јас сум чекал ред како дете пред фурната, тие се фурни, само ти го да речеме тавчето, плехот со месото, дали се 2, 3, 5 пастрмајли. Се чекаш на ред, кога ќе ти дојде редот, ти го зимаат месото и он со нивно тесто во фурна на дрво и така се правеа пастрмајли. И ти си го фатиш редот и поготово, нели, односно само зимно време се јадеше. Така. Летно време не. Сега сезона. Да, предпоставам дека потешка е заради месото и се јаде. Да, сега се јаде пастрмајли, се јадеме така и летно време, има цело време пастрмајли. Има неколку видови на пастрмајли, имаш ли ти некоја што ти е онака умилена и која што ја нарачуваш секогаш кога ќе? Па не, овде во Штип јадеме тоа свинска пастрмајлија и финтата е дека со свинска маст и тие зачини се тие што се стават. Сум правил јас пастрмајлија, знам. Да, знаеш да направиш? Да. Па во Балканика, во Тригла порано кога работевме, ке фати гужвата, ке влезам јас, не е некако за околу тестото малце Што не кажа порано ќе те снимавме како правиш пастрмајли. Околу тестото малце се е приказната и така, се е малце помодерно време, печките се наструја и така мораш кога ќе дојдеш сакат нели на брзина секој да седне, да крсне, да пивне, да си оди и така. Што е тоа посебно околу тестото, го спомена сега јас вака како домаќинка да прашам, па може ќе украдам некој? Тоа е тајна, тоа не се каже. Тајната на големите мајстори се Па крие. нешто така, да. Големите мајстори, мислам не дека јас сум голем, ама не кажува дека ако земеш тој рецепт, ако земеш, ако правиш пастрмајлијата во струмица нема да излезе. Демек и водата има влијание, не знам колку е точно, колку не, ама јас знам дека во Скопје ги правевме ние стварно ги правевме супер, баш оние штипски пастрмајли. А другите се некој секој си има свој начин, некој става вако месо, тако месо. Мора да направиш да пробам вака сега на многове. Готово, договорено. Следната сезона исто ќе отвориме, ќе направиме. Готово. Кога сме веќе еве вака во кафеана, нормално не можеш ако си да си музичар да не си боем. Сега наздравуваш еве ракиичка, винце, некоја омилена песна што ќе си ја нарачаш, може не мора да е твоја, нели некоја песна која што ти е омилена што си ја нарачуваш. Па да, сакаме, спомнавме. Обично викаат дека голем дел од тие уметнички дела се направени во кафана. Добро. Зборам општо не само за музиката, но меѓутоа, да, сакам. Не дека нешто порано сме знаеле повише да седнуваме да и така и повише време да поминуваме во кафана, сега малце послабо и така не можам толку и да јадам и да пијам. Ке се напиме една две раки, чаша вино, две и така. Нема кондиција. Па нема кондиција. Обврски на сите страни и секаде гледаш да стигнеш, нели, ама така. По спокоен, по релаксиран. Кој ти е омилено? Но седнување, знаете како било, одијата да се... Да не кажуваме. Кажи ми, кој ти е омилено јадење? Омилено јадење. Во главном не сум манџија, многу работи, сакам месо јас, на суштина. Ама еве, летниот период не може без пинчур, не може без пиперка, без такви работи. А иначе има една работа која што јас се повторувам, значи дајте ми на мене во денот, да речеме едно парче сирење, дајте ми еден патлиџан, дајте ми на пиперка, дајте ми на варено јајце, дајте ми на парче леп, дајте ми, не знам, што да кажам,
дајте ми една мастика, еден лимун, дајте ми се по едно, дајте ми можам да го поминам поведеш денот. А сега сакам специјалитети да пробам. Обично сега кај што ќе седнем ако е некое место што не сум бил, сакам и да пробам, сакам да пробам. Ама да има и мец. Рече дека си правил пастрамајлијан или се бавеше заедно со Дуле и со уготителство се бавевте. Колку често влегуваш во кујна да сготвиш нешто? Сега или за... Па сега. Па да, па секој, не знам, секој 5 ден јас на мене ми е задоволство, сакам, доста сакам и така најубаво ми е јас кога си направам. По мое, дека ми највкусно јадење. Иначе секојаш кога сме се собирале негде дома или во природа, секојаш јас сум сакал да ги угостам, да ги направам, пробај тоа, некои измислам, некои работи, така. Значи ти си тој што е задолжен за тендеријата и тавите. Да, уживам у тоа ме ме релаксира и така ова ти е супер, ова браво, ова нешто си му направил, си му ставил во некоја салата, нешто ќе додадеш, некоја финта ќе направиш, одма друго се добива. Одма сме оделе доста и по низ Европа, по државите секој сме и така со времето. Сега има на телевизија се, во суштина, ама друго е, треба, најбитно е да му дадеш дух на храната. Истото ќе го направиме со истите, нели, ама нема да биде исто. Па тој значи љубовта, тој значи недостасува. Тоа функционира кај мене. Да. Рече дека еве се опушташ кога готвиш, кога си во кујна. Пред во разговорот, нели, до сегашниот разговор ми кажа дека се опушташ и кога возиш. Меѓутоа, што правиш онака кога си дома во 4 зида, кога си сам, дали можеби читаш книга, филм, имаш ли некои омилени жанрови? Гледав доста филмови, имав време и се нешто што ќе излезеше, знаев да го фатам, да пратам, нели, Холивуд, Оскар и така натаму. Сега во последно време немам многу трпение, ама кога ќе начекам некој филм, имам некој омилени филм, не знам. Тој Модилјани ми е еден од фаворитите, така. Една уметничка жичка. Има повеќе филми. Книги посебно во последните години читам повеќе христијанска литература. Луѓе што свое искуство, свое сведоштво, поминати секакви перипетии врз со вербата во Господ, тоа многу ме интересира. Имам еден куп книги и така, секој обично викаат дека ако Библијата е лепчето, онда тогаш уште една пропратна книга е сиренцето. Обично така ме има вклучено. И да, сега и телефоните функционира, така да може секојаш нешто да отвориш, да најдеш, али искрено ова ме оптеретува доста овие социјалните мрежи, тие, не знам, портали, свашта се пишува, значи толку сум за некои работи уморен и запрепастен од што се можеш да слушнеш. Ја немав ни Facebook до пред некоја година, не знам што се зезнав и што го отворив. Така тоа е една работа, сакаш да видиш, така те навлекува, ама толку неубави работи, толку може да те како да ти кажем, да те исфрлат од коло, тоа е нешто страшно. Што тоа многу ми смета. Како се штитиш од негативни луѓе? Ја цел живот сум изложен на како да кажем, на публика, на луѓето. Така да не може човек колку и да сака некои работи, не можеш, тоа те црпите. Знаеш, има луѓе што му викаат вампири,
да те, знаеш, за 2 секунди може да ти го симне, да ти го смени расположението. Сега како да се штитиш? Гледам колку што можам кога сум на професионална обрска работа да бидам како што треба. А после тоа да се повлечеш, да се тргнеш, да се смириш, да легнеш малце, да во природа е последната година две и така. Многу е тешко до денешно време така луѓето да ги баш добро да ги оцениш, знаете. Треба време. Значи, злиот демне од сите страни, за жал. А ние мора некако да се чува. Па да, за да може да... Опа. Да стигне и пастрмаилијата. За да може да функционираш колку што можеш нормално во овој свет. Сега како да му обетиме, не знам јас. Нема муабет. Нема му обет веќе. Завршува муабетот. Ова е една поинаква приказна која лизга со муабетот за шмекот и сјајот на најдобрата пастрмаилија. Ако компанијата која го движи Прилеп, Витаминка, се наоѓа во неговата економска зона, тогаш Штип го има Брилијант, кој сега е во нејзини раце, ребрендиран и препознатлив по рафинираниот финиш на добрите вкусови, секако по стандард и квалитет. Тоа е врската која економски ги спојува Прилеп и Штип. Маслото не само што е бренд и знак за македонска традиција, тоа е домакин во секој гастрономски пречек, бидејќи се произведува токму тука. Витаминка, по превземањето на Штипски Брилијант, го рестартираше производството на трорафинираното сончогледово масло со технолошки модерна опрема од германско потекло, што ја прави фабриката во Штип единствена на Балканот со 3 рафинатори во производниот процес, со капацитет на рафинаторот од 150 тона дневно или 39.000 тони годишно. Новиот Брилијант е единствен по составот, чистината и технолошкиот процес. Оваа клучна инвестиција за Витаминка значи подобрена деловност и можност за растење, кое веќе се случува со новите членови во семејството на масла, проширено со нов спектар на вкусови со своји улоги на местото на трпезата, која во оваа земја е секогаш гостопримлива и полна. Ти си нели и педагог, меѓутоа си и родител. Е сега Да, имаме една керка, Лара, 12 години има полни. Она е така за сега добра со јазици, со балет. Не е нешто по музиката, имаме некоја проба, нели како родител, за ако свири виолина, можеш да ја помогнеш да ја усмериш, ама не. Така е, до тие сега некои години плюс што навлегува, ќе има борба. што ќе биде ако еден ден дојде и ви рече тата јас сакам да станам пејачка? Па види, јас уште сега и кажувам на Лара дека, значи, не можам јас можам да советувам, да посочам, да правам, а јас да му кажам на детето дека ова смееш, она не смееш. Да. Мислам дека тоа не би си го дозволил сега од пејачка до пејачка во услови и такви има разлика. Ама не би сакал многу. Па сега. Не, се шегувам. Па не дали би сакал, ако е тоа се како што треба на ниво. Нормално. Нели од пејач до пејач, од пејачка до пејачка, од музичар до музичар има разлика. Сега не можеш да ги врзиш децата еден ден. Кога повторно се враќаме на музиката, се кажеш ли за некој потек во кариерата? Или дали можеби ти е криво што нешто не си направил? Можеби некоја песна си ја одбил, не си ја снимил? Не дека има нешто што ми е криво, мислам криво сега. Знаете што се случи, нели? Со другото биликоки. Но меѓутоа имам некои амбиции, има доста песни. Има многу песни кои што јас би сакал со Коки и Тајфата, со една екипа која што лека полека се припремаме. Не знам кога ќе биде. До година, за 3 години, за 5 години. Сакам една концертна варијанта да се изаранжира сето тоа од тие постарите песни, по новите песни, да се направи еден бенд, една екипа која што ќе може да функционира баш буквално концертно, не она свирка, настав, дискотека да речеме или баш концертот, тие и тие песни. Тоа мислам дека
ние сме го правили, сме универзална концерти и така натаму, ама ова мислам дека треба да се направи. Така ми е, али кога ќе дојде тоа ќе, знаеш, напред, ќе каже кога. Ќе каже кога, да, само ќе си каже. Ете, повторно, нели, го споменуваме, Дуле, кажи ми, колку ти беше тешко да застанеш на сцена сам, откако тој, нели, за жал, си замина од оркестар? Има такви видувања, не знам тоа како изгледа напред. Ова се некои така малци интимни работи, што јас не би сакал многу да ги споделувам, затоа што некои работи се за споделување, некои не се за споделување. Мислам, на кој ќе му биде лесно или не знам како ќе му биде, без разлика со што се занимаваш или кога некој, гледате, секој ден луѓето бидат некои членови од фамилијата, мислам, прашањето е на место, знам што прашувате, но меѓутоа тешко се зборува за тоа. Тоа некои дадени други прилики, емисии ќе разговарам. А иначе, јас се одлучив, значи не можев да застанам, имав фамилија, имав трошкови, имав кредити, имав свашто, мислам, што би работел, не знам друго што да работам, морав да некои работи да ги подредам, да ги затворам, да ги... Ама знаев дека нема да продолжам со тој стил на музика. Значи тоа одма го знаев, бидејќи сакав да видам, да не го чепкам тоа, да не го можеби расипувам или да не, него да биде тоа така. Што не значи дека сега нема да свирам поп музика или така рано, бидејќи такви песни свирим и настапувам. Сакав да експериментирам со новава екипа, со Бенко Серафимов, со Габијана продукција, како издавач на тој албум со Тајфата, сакав да експериментирам со една друга музика, некои други звуци. Кај сме, кај ќе тоа не се работа, да и тоа доста успешно се покажа. Сега пак се враќаме малку назад, па ќе видиме, напред-назад работа. Да, сам ми одговори на следното прашање, ама нема да те оставам така, морам да те потпрашам. Стилот, да, нели, сосема е поразличен, како се склопи целата таа екипа, бидејќи вие сте едно шаренило, значи многу различни луѓе, дел од тие стари пријатели, дел, нели, претпоставам и нови вклучени, како се вклопевте, како се искомбиниравте? Некои работи се може човек да ги предвиди, да има некоја визија за некои работи не може да ги предвидиш. Значи, Ивица Јорданов ми е на мене исто, може би, кога сме почнале со деца, требало со него, имавме некои покушаи со него да почнем пред со Дуле да почнем уште по кафичите да свирим. Ама и тогаш не требало така. Требало сега после 25 години да ваква. Сале Певац е еден извънреден човек, лик, градски од Скопје, кој што си има друга функција, луѓето другши гледат на него. На Ивица он како гитариста на Морал, сега со Коки и Тајфата. Јас со својот багаж на свој начин. Имаме човекот што ни свири саксофон и кларинете во филхармонија, плюс и диџеј, значи една така. Баш сте некој чуден микс, да. И сето тоа, значи, се знае кој кажува, како кажува, кој зашто е, мислам, и луѓето се гледа тоа. Јас секогаш кога седнам да разговарам со луѓето им кажам дека прво треба да биде се тоа на профи основа и ако немаме меѓучовечки однос, ако не можеме да се, јас уопште не ни да договарам тој настав, свирка, не знам, сватба или не знам што е, така да не смени за други. И во суштина сето тоа функционира многу природно, значи, кој има смеа, кој има шали, кој има така, не си намутен, колку и да си уморен, колку и да ти е тешко, мислам, се гледа напред дека луѓето се презадоволни до сега, никој до сега ми нема кажа колку слушај ова вака и вака се договоривме, не испаднало така, значи се нема случајно. Значи мора да ги балансираш сите тие работи и на крај, нели, може да се трудиш, да живееме тоа. Ако Штип е град со музичка душа во урбано тело, чија артерија е брегалница која вековно го пои со вера, тогаш неговиот пулс и здив се неговите амбиции да стане зелен и удобен град. Тој се шири и дише низ една нова комфортна зона, која е уште една успешна приказна во обидот да се досегне едемскиот идеал на новото време. Green Garden или Зелената градина е зародиш на новиот Штип,
кој се гради и планира недалеку од неговата периферија, од срцето на индустриската област во која се собрале гениални умови и експерти да ја креираат неговата поубава иднина. Самата визија има благородни идеали, меѓу кои суштинскиот е да се задржат младите во своето родно место, кое нуди топол, пристапен и квалитетен дом. Комплексот со својата модерна архитектура е прв и единствен од ваков тип, пред се заради уникатниот концепт и поставеност високиот квалитет на градбата од секој аспект, подкрепена и со одлична локација, развиена инфраструктура и соодветен капацитет на паркинг простор. Овој мал урбан рај, покрај естетската вредност, врвниот квалитет и сигурноста, поседува и првокласна енергетска ефикасност, надополнета со зелена идила, постигната токму со колоритните паркови кои се украс, природен озонер и хармонија меѓу архитектурата и зелениот концепт. Во ова, нели, изминатава година и половина, ева скоро и 2 години, од музика тешко дека можеше и да се живее. Ти падна ли на памет, нели останеш што одевте во викендите кај другарот, можеби не знам да менуваш професија затоа што едноставно мора да се живее од нешто. Па не, знаете, јас сум од кога пати пандемија, јас сум воштик. Моите родители така одлучив се постари пензионери по години. Мораше некој, брат ми е во Германија, мораше некој да се најде дома, нели, да гледа куќа, да помага, да нели на сите овие препораки и мерки. И на мене штип ми дојде онака баш добродојнено. Свирки немаше, но меѓутоа пат на некој начин трошкот е упола од Скопје, да бидеме реални. И дома си. И дома си ќе се сготви, се на куп, се плаќа, се на куп, струја, вода и така натаму, и ќе преживееш нешто, ако ти останало некој динар, ќе го изменаџираш, ќе направиш. По суштина, значи, идејата е да се жалиме, еве седиме овде, ја гледаме масава, значи, за јадење има, а и колку треба човек во такви некои моменти за да преживее, колку треба да јадеш. А ти си кажа дека малку ти треба за среќа. Така е, па нормално. Битно е да си со вистинските луѓе, тоа е за мене, затоа што тоа заедништво со некои луѓе, со некои врски што го воспоставуваш, што го негуваш, што го гаиш. За жал изгубив и некои многу блиски луѓе за време на мојот професор кој што приватно многу живее, он од последици од тоа беше со срцето, не беше добар, Рамадан Еминович. Он пост-ковид можеше да замине до овој свет. Сакам да кажам, меѓутоа јас сум ги преживувам тие работи, значи во суштина се борам на свој начин и знам како да сето тоа да си го животот да го некако да го направам, на крај крајот да го свртам и на смешка што се вика. Ама што да направиме? Денес си овде, утре не си. Така да, како да ви кажам, за мене пак е повторно од исклучителна важност е заедништвото што го има со тие вистински пријатели. И вака да си поминеме убаво, например, како денес. Ова е више луксус. Кажи ми да можеш да го вратиш времето. Што би сменил во својот живот? Постои ли нешто што би го сменил или би го избришал? Видете, сите луѓе прават грешки во животот. Ние сме биле толку млади, толку зелени, толку неискварени, толку сме гледале да секој да стигнеш, на секој да отсвириш, на секој да помогнеш. Крупно пријатели од големи луѓе сме биле со просјеци, сме били со цареви, значи некој ќе го видиш, твртиш телефонот, му се завршило работата. Значи милион случаи. Марија, чекај малку. Слушнав дека Коки рече, Марија, извини, не можев да не одолеам да не те прашам. Каков беше кога беше обичен штипјанец? Беше идол од секогаш. Да? Се знаете одамна? Да, од мали. И каков другар е Коки? Супер. Гледам многу срдечно се поздравивте. Да, нормално. Далечината значи не го смени, не ви го смени односот? Па не. Коки, добар човек си, а? Така викаат штипјаник. Фала ти, Марија, се радувам. Чао. Околу колегијалност. Немаше социјални мрежи. Луѓе ми се јавува на мене, дај ми бројот.
не знам, да не се навреди некој, да дојдат да пеат, не знам, Панки, Тамара, не знам, дај ми број брат да свири. Сите тие без да знаат, јас сум им набацил милион свирки, тезги и такви работи. Многу минимално нешто може би сменил, а да се каам глупо човек да се кае. Човек треба да се покае за некои грешки, гревови, страшни работи, за да може да... А од университет нема да научи, само да не ги повтори грешките. Ситни кои што се за некој може би бенефит, струка, професија и така натаму, што би сменил? Не можам, јас сум човек кој што знам да се задоволам со некој работи и сакам да бидам среќен, сакам да на таа карта да играм. Негативните, неубавите работи, секој ќе ставам позади. Ако сега во 10 сум имал проблем, во 12 веќе јас морам да се пререгистрирам. И така функционира. Што те прави среќен? Еве рече сакаш да бидеш среќен, што те прави среќен? Што те исполнува? Збориме за среќата и за 1 милион? види. Не, се шалам, рековме Не е да. страшно човек и да има пари, што така требало да биде, некој има пари. Јас немам пари. Значи и да имаш и да немаш, тоа не е колку си бил паметен да се сами продадеш или не знам што. Јас сум еден просечен граѓанин и живеам така како што живеам. Што беше прашање? Што те прави среќен? Се може да се земе во обзир. Оваа средба не ми исполнува. Значи, кога ќе видам дека допринесуваш за нешто, кога ќе дадеш некој совет, кога ќе научиш нешто, кога ќе научи некој од тебе, еден телефонски разговор, еден ќе ми каже, прочите тамо да видиш што пишува, ќе прочитам 2 реченици, вау, ќе се расплачем и ќе ме погоди нешто, денот ми е веќе ми тргнал. Значи, јас можам, имам во себе и да плачам и да се смеам. Значи, тоа напоредно се храни, сакајќи јас или не сакајќи се храни кај мене. Така да, во суштина сакам да кажем дека сум среќен човек. Види, денеска можеш да бидеш уште посреќен затоа што јас многу научив за Штип. И посебно ми е драго што сме еве на крај овде на Пастрамајлија. Сега само уште да ми кажеш која ти е омилена песна, па ако запееш и да наздравиме и да си одиме, готово. Па, спомнавме преска. Спомнавме, јас чекам кои се поскапите за да знам. Еве кадрно ќе ја кажам една од моите омилени песни. Да, а која да речеме од друга македонска народна, затоа што да рече дека ги сакаш убавите македонски песни, која си ја нарачуваш ти кога ќе одиш во кафеана? Еве, имам од македонските Да. песни. Значи сакам од Пепи Повтидовски, сакам песна од Гоце Армидов, сакам песна од Наум Петревски, Трајковски Фиси има на Русе на новува песна, значи многу со маки сум се родил да не ги спомнам тие постарите. Значи не можам, тоа е едно големо богатство, зависи во моментот како е расположението и со кого седиш. А иначе не можеш македонските песни, нисам ги секоја песна, поготово овие нашиве кои што сега тек ние сваќаме што значи после толку време што значи кога јас кога ми ја пееше на мене татко ми слушам кај шумите, таа е една од првите песни кои што јас сум ја научил како дете, сум ја пеел уке, тоа било значило шумите. И јас водено тоа и направив една обработка со Андријана Јаневска тогаш. Чуе мајка ми старата, да не чуе мајка ми, ке ме праша за мене, ама за мене. Да не чуе мајка ми, ке ме праша за мене, ама за мене. Тоа се прекрасни песни. Не знам. Не можам да одбрам, верувате. Дека нели живееш за и од музиката, тоа е веќе нели јасно. Ама не ми јасно што имаш таму, видов некој виолински клуч на раката, што имаш на тетоважата? Барови. Ово се од таа младост некоја лудост, ово се виолинчи. Виолини, јас мислам дека е виолински клуч. Виолини со гудалца, така во тоа време. Така се правиш и така остана, но да сега никош не
никогаш не би поправил, не би направил, не би се тетовирал. Ете, значи тоа е тоа што не би го направил, никогаш не би го сменил. Пак се врачам. Да, може. Тоа за тоа пред 25-30 години требало така и тоа стана. Куки, јас ти благодарам што денес ни беше добар домаќин. Мислам дека доста зборувавме, време е нешто да пробаме, не можам пастрема или имаме мириса, ме провоцира, морам да ја пробам, не можам да одолеам. Со рад се јаде во штип пастрема, да знае. Така, Куки, пред да штипнеме од пастрамелијава, јас имам еден мал подарок за тебе од нашите пријатели. Рече дека готвиш, ке ти се најде во кујната. Фала. Благодарам. Фала. Супер. Сега можеме да наздравиме и да замезиме. Добро. Да сте живи и здрави. Фала на поканата. Се гледаме, се надевам за скоро пак. Мора да пробам таа пастрамелијата што ја рече дека добро ја правиш. Велес има неверојатна театарска традиција. Без оглед на тоа што е релативно мал град, ние имаме публика која што не доаѓа во театар само заради представата, туку доаѓа пред се заради чинот. Па се случува да речеме една иста публика и еден ист гледач по неколку пати да гледаат една иста представа. Јас знам дека Велес е град во кој што е отворена првата библиотека, па првиот музеј, па првиот театар, па првата актерка, многу први работи има. Првиот драмски писар. Ете така, кажи ми, која е првата работа што ти се случи од тебе во овој парк, затоа што секогаш парк е асоциација за, не знам, детство, младост, лудост и така. Овој парк е прилично неодамна направен. Овде пред да постои театарот и пред да постои паркот беше едно мала висорамнинка, нели? На која што имаше некоја стара касарна останата од многу одамна. И тука обично доаѓа забавните паркови. Рингишпил и така. Рингишпилите, циркусите и така. По тоа ни беше и овде беше една лединка на која што ние трчавме, игравме, нели? Онака како што ние се забавувавме како деца, ги немавме овие технички помагала, не бевме така дигитално напредни. Модернизирани, да. Ова е 8 години од мојот живот, бидејќи забавиште оде во друго училиште, кое е во другиот дел на градот, нели, там долу кај железниот мост. Овде сум од прво оделение практично и токму во овој двор, дали четврто или пето оделение, играјќи магарица со другарчињата од класа скрши фрак. Сега да те потатам нели комплетно на детството, време е за ужинка. Добро, голем одмор. Голем одмор е, да. Си се напиеме по едно. Малку да се освежиме и продолжуваме денеска, да ти кажам, ме измори од читање. По некоја кифичка, па добро и малку и затопли времето, па ни дојде. Ме измори, јас веќе, ајде на здравје, ја би одморила. Чао!